Потребно е итно подобрување на условите за развој на женските бизниси кај нас. Според најновите статистики се поголем е бројот на оние компании кои што се затвораат, а на чие чело се жени. Пример, во Пелагонија како земјоделски крај, најголемиот дел од жените бизнисменки се регистрираат како индивидуални земјоделки, но бизнисот сепак во позадина го води мажот. Иако жените имаат многу можности за помош преку агенцијата за вработување, тоа за жал не се искористува. Жените во руралните средини не знаат кои се можностите и како пристапот до тие можности, како да стигнат до тие можности. Меѓутоа, со континуирана работа на терен и информирање и мотивација, можам со задоволство да кажам дека да, жените се охрабруваат и сакаат да отворат сопствен бизнес. Поред бројките од Агенција за вработување тука во Прилеп, бројката на искористливи програми и можности за започнување на сопствен бизнес на жените е многу ниска. Она што треба да се направи е поголема ажурност најпрви на јавните институции, односно Агенцијата за вработување, образовните институции како што се факултетите, средните стручни училишта, поголема ажурност и мобилност на локалните самоуправи за да го поттикнат и да го поддржат женското претприемништво. Дополнително, сведоци сме на бројни можности кои што исто така може да ги понудат и локалните самоуправи со субвенционирање на жените предприемачи. За надминување на овие проблеми, Националната платформа за женско предприемништво веќе формирала совети за женско предприемништво во неколку општини. Со советите сакаме да направиме тело кое што ќе ја движи општината напред на тема женско предприемништво. Значи ќе се направи мала стратегија за женско предприемништво, акциски план, ќе се видат активностите кои што се потребни и понатаму ќе се делува на тоа поле. Зошто го правиме тоа? Затоа што ние нашето знаење, она кое што го работиме на национално ниво, го спуштаме на локално ниво, го пренесуваме знаењето за да сето тоа може да се прошири овде. И сега ние како организации кои што долго време работиме на предприемништво, го пренесуваме нашето знаење, нашите искуства и нашите врски за креирање на бизниси и за поврзување на бизнисите и надвор од нашата држава. Беше потенцирано дека за жал се уште треба да се работи и на дискриминацијата. Секогаш наидуваме на дискриминација и како тоа некои бизниси треба да бидат предодредени за мажите. Еве, лично од мојата професија да тргнам, секогаш е гледано како треба да биде адвокат маж. Па посебно ако си жена и ако си млада, тука е малце дискутабилно. Вакви форуми, освен во Прилеп, се планира да се организираат и во другите општини.